видовме денеска. Тренд кој што започна со председателот на владата, а кој што вие како негов послушник го продолживте со истото темпо. Тоа да застанете од оваа говорница и да се заканувате и да се однесувате како да одржувате митинг на парламентарни избори 2016 во Крива Паланка е целосно, или во Кочани, сеедно, истите тези секаде. Е едно целосно непочитување на законодавниот дом, едно целосно непочитување на граѓаните, едно целосно непочитување на вашата функција која што вие ја извршувате. Тоа што вас во владата, за жал, ве поставија на една непопуларно место, кое што го нарекоа вице-премиер или заменик премиер за борба со корупција и криминал во време кога корупцијата и криминалот цветаат, тоа е ваш проблем. Меѓутоа, поради тоа ваше однесување, ние од две светски реномирани институции, и тоа од Freedom House, сме оценети како хибриден режим со 45,8% на индекс на демократија. Тоа е помалку од половина демократија, почитуван заменик премиер за борба со корупција. Помалку од половина демократија имате овде во оваа држава, во која вие излегувате одговорници и се заканувате и покажувате документи за сторен криминал. Зошто тие документи се кај вас, а не се во јавното обвинителство? Дали уценувате некого? Дали ги носите за да уценувате луѓе? Па завршете, однесете ги таму каде што треба. И символиката е голема што го нема овде јавниот обвинител денеска. Настана забуна дали е повикан или не е. Символиката е голема, не ни треба овде јавниот обвинител кога е овде премиерот. Вие заменувате се и си дозволувате од оваа говорница да се заканувате на пратеници и си дозволувате да водите кампања како кампања пред 6 години. Знаете каде? Во држава во која што на редовниот мониторинг во сектор за цивилни истражувања, преку нетранспарентни постапки со преговарање, без објавување на оглас, се склучени договори во вредност од 11 милиони евра. И наместо да ми одговорите за лет со дрон од 1340 евра, вие се одлучивте да продолжите постапките на председателот на владата и да се заканувате. Срамот останува и срамот е голем и поради тоа се наоѓаме на 111-тото место според Transparency International и поради тоа сме хибриден режим и поради тоа секој ден сме подалеку од Европа. Ама тие што во Дубај да се сунчаат, не им треба Европа.